Со мене во студиото е доктор Иво Басилков, мој драг колега, помлад до душе, малку повеќе помлад од мене. Меѓутоа експерт во разни области кои што се од оваа, би рекол Иво, ако смеам така тоа да го кажем, оваа нова политикологија, бидејќи таа подразбира многу зелени содржини, многу, како да кажем, свест за тоа што се случува со екологијата и со окружувањето животно во светот и така натаму. Затоа и сакав да поразговараме, а мојот денешен повод е, ние се видовме пред месец-два во студиово и тогаш нешто начнавме. Продорот што го направија алтернативните граѓански здруженија на локалните избори во Хрватска, а кои што се многу слични и веројатно сте дел и нашите здруженија од таа област и во Македонија во некаква координација балканска, беше фрапантен во Хрватска, значи продорот на локалните избори, дури Томашевиќ го освои и градоначалничкото место во Загреб, а во многу други градови тие практично ги детронира овој класични поделби помеѓу СДП и ХДЗ во Хрватска, една дуална политичка сцена и решава влегува со многу независни советници во советите во градовите и така натаму. Јас знам дека и ти и други луѓе во Македонија се обидувате веќе неколку години, веројатно има барем 2 години, пред се преку онаа акција за Fridays for Futures. Тоа е едно светско движење за, се извинувам малку вовед правам за да може да дојдеме до темите, за улични протести за поддршка на овие животната средина и темите кои што таа ги наметнува. А потоа се појави една иницијатива која се нарекува Зелен хуман град и која што е директна последица на коалиција која што произведен концепт мојот град Скопје и така натаму, зашто сакам денеска поразговараме. Ај сега вака малку Иво за да тргнеме после овој широк бовер. Ќе кажам компликацијата во која се наоѓа председателката на Зелените во Германија. Да кажам дека Германија за прв пат Зелените во Германија имаат повисок рейтинг од ЦДУ на Меркел и самата председателка на Зелените која што се нарекува Бербок, не е ни важно како се вика жената, има повисок рейтинг од Меркел по последните мерења. Од друга страна, памтам дека Јошка Фишер на времето, кој што беше првиот зелен министер за надворешни работи во една германска влада, еден огромен успех, да душе пред 20 години, знаеше да каже дека владата е место за гробишта за зелената политика. Значи, кој влезе во влада, тој, па и самиот Јошка Фишер потоа помина како што помина и така натаму. Што е она што мислиш дека дали е дојдено време за зелена политика во Македонија и што се перспективите на тоа? Ја не мислам дека таа, веројатно и ти го делиш тоа мислење, дека таа утре ќе се наметне како превладувачка, но дали растеме во тој поглед? Дали Македонија ги следи тие трендови во оваа, да кажем, европска па и светска политика? Напред благодарам за поканата и за излагањето кое што беше сосема неопходно затоа што ова е стварно малку контекстуализираме. Широка тема и треба да се почне вака од околу. Имаше направено многу паралели во однос на успехот и продорот на зелените опции. Кога викаме зелените опции, главно се мисли на зелените партии кои што например во Германија долго време имаат традиција и еве сега повторно како да се враќаат на сцената. Меѓутоа тоа е резултат токму нова, како што спомна и сам, на целиот колапс на животната средина на локално, на микрониво и на климатскиот колапс на глобално ниво. Луѓето стануваат свесни за тоа, особено кај нас, овдека, можеби за климатската криза тоа не е до толкава мера, затоа што сепак ние размислуваме од појдовна точка на ние сме мала држава, тука не можеме многу ниту да наштетиме, ниту да придонесеме, меѓутоа гледаме како што се случува со квалитетот на воздухот, со квалитетот на почвата и тоа е основата за еден квалитетен
живот, квалитетен начин на Стануваат живот. ли луѓето во Македонија свесни за тоа? Луѓето го гледаат тоа во секојдневниот живот и ние можеме колку сакаме да збориме за други теми, за социјални теми, за политички проблеми, за символички национални прашања, меѓутоа ние тоа ако го гледаме како една хиерархија на потреби, на приоритети кај секој човеково битие, се почнува од таму. И ако ние тоа го немаме, ако ги немаме основите за здрав живот, преку здрава животна средина, тогаш не можеме да одиме нагоре. И сега мораме да се вратиме се повеќе наназад по скалиго. Се повеќе наназад. Зелениот активизам е активизам на улицата. Така. Поминавме низ пандемиска година кога улицата ви беше затворена. Има ли регресија во овие тенденции заради пандемиските ограничувања? Секако и тоа е и на глобално ниво со климатското движење. Ова тоа е долго време, како што сам кажа, една одлика на таа зелена идеологија, да речам, да се биде нели на улица, да се биде заедно со народот, да се негува таа хоризонталност во односите, затоа што тоа всушност се одразува и на природата, односот кој што ние го имаме. Хоризонталност во односите. Ајде да поразговараме за целата таа тема, бидејќи генералната тема за зелените, за климатските промени на сите ни е веќе јасна и тоа е добро што е така. Ви имате конкретна цел со едно движење кој го правите, кој што ќе се преточи и се преточува во една платформа Мојот град, која што има, ако не се лажам, амбиции на наредните локални избори да се појави со некаква политичка екстензија, ќе видиме каква ќе биде. Ајде малку пошироко, што е Мојот град? Мислам, до локални избори има време и тоа е всушност еден менталитет кој што ние со самиот овој проект сакаме на некој начин да го доведеме во прашање. Целиот проект е всушност целиот политички проект е идеја за критичко размислување и за доведување на реалноста на политичката реалност во прашање. Тоа значи дека сакаме да наметнеме некакви нови стандарди во однос на политичкото размислување, во однос на политичките ставови, кои што не се поврзани исклучиво со наредните избори, па со наредните избори и така натаму како што е сега стандардот, како што е нели во конвенционалната политика. И не се поврзани толку многу со партиски. Токму така. Значи тоа е, тие две работи одат едно со друго. Кога ти имаш партија, тогаш неминовно е да ти биде фокусот на изборите, на кампањата, на добивање на што повеќе места. Како го разбира тој концепт Мојот град? Мој град како платформа која што е виртуелен простор за размена на мислење и за повеќе од се предлагање на политики и плебисцитарен принцип за одобрување на тие политики е нешто што е во континуитет, што се случува секој ден, секој час, пошто тоа е онлайн и на тој начин таа делиберација, тој диалог кој што нас толку недостасува меѓу граѓаните е фокусиран таму. Меѓутоа исто така фокусиран на решенија кои што за прв пат според мене, според нас, според целата оваа екипа Драгана Велковска советничката во Значи да објасниме, Драгана Велковска, независната советничка во град Скопје, е присутна на платформата Мој град, каде што се дискутираат, се делиберираат овој тип на предлози, идеи, конкретни забелешки врз дневниот ред на град Скопје и така натаму, и таа потоа после одредени расправи и има ли гласање? Апсолутно, тоа е поентата на сето тоа, затоа реков Ќе поразговараме за директниот модел. И таа потоа како формални предлози ги дава на дневниот ред. Каква е ефектот од тоа, бидејќи тоа веќе функционира година дена? Тоа не функционира година дена, тоа функционира 2 недели. Ама самата идеја не е идејата е долга, да, за знам тоа дека треба е произлезена и од основачите на овие зелени движења Драган Јовановски, како се Горијан Јовановски, да. Горијан Јовановски. Горијан и Драгана се всушност двајцата лидери. Како функционира ова 2 недели? Рано е уште првиот предизвик е утре. Првиот предизвик е тој прв совет на град Скопје, откако ние го воспоставивме овој систем за таа интеракција помеѓу институциите на градот и обичните граѓани, затоа што ние збориме за создавање на некакви предлози одоздола, значи постојано in real time, што се вика, и Драгана ја имаше доблеста, ја имаше прогресивноста да каже да, ова е начинот и јас повеќе нема да представувам на некој начин
некој кој што е представник на граѓаните, некој на кој што му се делегирани моќите после со нив со кој што управува според не знам некаква идеологија или сопствени лични ставови на база на тоа што е избран. Туку она вика јас ја предавам таа моќ на останатите, на заедницата и ќе функционирам како своевиден гласник, своевиден канал помеѓу институциите. Разликата помеѓу тоа и партискиот модел, бидејќи и партиите исто тоа го тврдат. И ние артикулираме од граѓаните, па потоа преку нашите организации ги пренесуваме во градот. Така, што е разликата? Разликата е што тоа кај партискиот модел е демагогија затоа што постои недостаток на континуирана граѓанска контрола и транспарентност во тој аспект. Тоа што прават партиите викаат, окей, ние ви ветуваме дека во наредните 4 години ако не изгласате, ќе правиме тоа и тоа. И вие после 4 години видете дали тоа сме го направиле и гласајте за нас. Во тие 4 години, како што гледаме више 30 години наназад, се дешава хаос, се дешава корупција, секакви сделки, секакви системот те толчи дури за тие кои што влегле со некаква искрена намера да променат нешто. И затоа треба да се размислува повторно, ќе кажам, наназад за да видиме како тие механизми кои што корумпираат можат да се сузбијат. Со други зборови, Иво, бидејќи си ти експерт за директна демократија и за тој така наречен како граѓански популизам, демократски популизам, добро. Со други зборови, овој механизам има корективни елементи да не дојде до израз човековата желба за кариеризам, за профит, за корупција и така натаму. Што е гаранцијата дека ова нема да биде истото тоа што го прават партиите? Прво, ние ако размислуваме на долг рок, ова е сега начин на функционирање во сегашниот институционален модел во кој што има представници и кој што тие представници се бираат. И тоа е нормално неизбежно сега во ситуацијата како што е. И тоа е редовна дилема на сите движења, дали да функционираме надвор од институциите или да функционираме внатре во институциите. На гробиштата како што би рекол Јошка Фичер. Да. Како ти да го најдеш тој совршен еквилибриум за да можеш да да го подриваш тој систем кој што постои, да бидеш дел од него. И тоа е тоа што ние сега го правиме. Тој муниципалистички го нарекуваат пристап, нов муниципализам во институциите и против институциите и паралелно со институциите. Така што мислам дека основната разлика тука и тоа што сакаме да го направиме на долг рок е да ги отвориме институциите за граѓаните. За тоа тој е вистински популизам. Тој значи постојана вклученост, инклузивност. Со други зборови, вие не сте против институциите, туку сте против затвореноста на институциите. Затоа што, познавајќи ве неколку мина околу, вие сте сериозни луѓе, вие всушност одите на реформа на системот, а не на рушење на системот. Или може би тоа значи тоа не се тенка граница. Да, токму така, тоа не се само две опции, туку е како континуум помеѓу нив. Ние сме дури повеќе кон страната на рушење на системот. Меѓутоа не сме на рушење на системот на насилен начин на кој што често се замислува, окей, ќе ги палиме институциите или ќе не знам што ќе правиме. Не само тоа, туку и хаосот што потоа без систем би настанал. Да, токму така, тоа си носи. Тоа е поголемиот проблем, не е дека се пали. Си носи собствени има импликации кои што после тоа ќе направат уште полошо. Меѓутоа ние како екологисти во некоја смисла веруваме, политички екологисти, веруваме во ненасилна промена, меѓутоа исто така веруваме дека потребно е да се адресира коренот на проблемите, а не да се симптомите како да речеме ќе излезете со некаква независна листа или движење во се веќе не знам ние ќе видиме, ќе се донесат претпоставам одлуки, тие одлуки би биле на овој хоризонтален демократски начин. Апсолутно. Тоа е пресликано од климатското движење кое што претходно и да речеме дека дури може да се случи да имате и влијателна улога во советот на идните локални избори, па дури да победите, зашто не како во некои други земји, бидејќи навистина овој тип на дуган кај нас е тоа трилатерала, бидејќи стално има и албански партии кои што партиципираат во тој некаков баланс, ќе направите во таа смисла дисбаланс. По тоа што мој град ќе го пресликате како систем на донесување одлуки по тоа на формално ниво во институциите на градот? Тоа може во секој случај да расте. Ние не сакаме да претеруваме со некакви визии за некој утописко општество на долг рок. Во тој случај можеме да зборуваме за милиарда ствари, за универзален приход, за не знам, бирање на представници по принцип на
рендом земплинг од граѓани и така натаму наместо пратеници и сето тоа. Меѓутоа сето тоа се идеи за понатаму. Ние не сакаме да размислуваме на долг рок без да размислуваме за како да ги поминеме чекорите за да стигнеме до таму. Така што чекор по чекор. Затоа и не инсистирам, бидејќи претпоставам дека некои од концептите ќе се прочувствуваат. Треба да се дискутира. Тоа е ствари суштината на целата. Каква ќе биде дискусијата, да речеме, за конкретни проблеми, бидејќи градските политики, урбаните политики се политики на конкретни проблеми. Нема меѓународни политики, нема, како да кажем, концепти големи, глобални и така натаму во некаква практична смисла. Како ќе се одвива, да речеме, дискусијата за она што се обидувам да не направам замка со прашањето, а сепак да го прашам е да не бидете жртва на мнозинството. Затоа што ова во принцип ќе значи дека кога ќе разговарате за локацијата пред хотел Holiday Inn, претпоставувам дека хистерично ќе има ставови секакви, мнозинство ќе каже таму ништо да не се гради и така натаму. Но дали е тоа препорачливиот метод да мнозинството го диктира? Како ќе се заштити квалитетот на малцинските интереси во различни нивоа? Механизмот за тоа е единствено делиберација, е дебата и информираност на граѓаните. Во оваа ситуација сега јас не сум дојден во медиум за да ги критикувам медиумите, меѓутоа медиумите се дел од проблемот. И тоа е факт, како што сите други структури на моќ делуваат на одреден начин во оваков неолиберален систем во кој што се наоѓаме, и тоа придонесува кон затупување на граѓанинот, кон размислување во погрешни насоки, на погрешни принципи. Меѓутоа, ако граѓаните, ако им се создадат услови на граѓаните да седнат и стварно да разговарат, затоа постои разлика меѓу идејата за директна демократија која што најмногу се потпира на референдуми и претпоставува дека граѓанството е веќе информирано, и делиберативната демократија која што ние во пракса ја направивме во септември минатата година, која што значи седнување заедно на лице место и дискутирање под основа на одредени правила, цивилизирано, со толеранција, со разбирање, со обид да се дојде до тој тип на движење и по теорија редовно доаѓа до неколку проблеми кои тешко ги решаваат. Именно формулирањето на одлуките, формулирањето на раководството. На крајот се е тоа убаво, ќе делиберираме и ќе дискутираме и потоа кој ќе го направи заклучокот. Кој ќе го формулира заклучокот? Нема ли во формулирањето на заклучокот, бидејќи ќе се напушти платформата на 200 души кои разговараат, треба на крај Драгана Велковска, Иво Босилков да ги поднесат. Како ќе го поднесат? Како ќе се заштитат? Тоа се потоа тие практични проблеми кои што токму така. Меѓутоа, јас мислам дека сега не сме уште дојдени до фазата во која што треба да збориме за практичните проблеми, туку сме во фазата во која што треба да збориме за идеалите и за тоа што не функционира сега и тоа што од некаков идеен аспект може да се проблемот на германските зелени и воопшто на овој тип на движење, не само движење кои што се врзани за климатски или еколошки проблеми, е секогаш проблемот на тоа до која мерка ќе се направат компромиси со институциите. Бидејќи ако не сме за рушење со палење на институциите, а тоа тешко би го извеле, имаше обиди од потврди организации тоа да го направат, па да им успеа. Тогаш е прашањето до кое ниво ќе се оди со компромисот институции, бидејќи на крајот на криштата вие во најдобар случај, според сегашните некакви предвидувања, може да земете повеќе места во градскиот совет, што ќе биде извореден успех и така натаму, но потоа се судирате со системот. Сте разговарале, сте размислувале до која мерка, затоа што потоа може да влезете во форми на бойкотирања, практично на кочење на системот, на негова продуктивна, да кажем, разработка. Мислам дека сите потези се легитимни во едно демократско општество, вклучувајќи го и бойкотирањето. Ако нешто е за бойкотирање, тогаш тоа треба да се бойкотира. И сето тоа треба да биде аргументирано и да покаже зошто и што е разликата помеѓу вас, да речеме, и левица. Бидејќи левица од прилика се обидува во еден дел. Знам дека би била широка и тврда дискусијата околу левица и така натаму, но не ме интересираат идеолошките елементи, затоа секој имаше прилика да се увери што е како е. Но тој пристап левица веројатно ќе се наметне со поголем успех на следните избори отколку на претходните. Што е разликата помеѓу вас и нив? А тие се политичка партија. Тоа е разликата. Политичка партија функционира на принципите на кои што функционираат другите политички лидер, раководство, буџет, иерархија, комитети, администрација, така натаму, кампањи, пари и сето тоа. Меѓутоа,
тоа е веќе влегување во целата таа машинерија и ставање на сопствените политики на некако на рамнина во која што се споредуваш со другите на некаков квантитативен принцип. Ние сме повеќе, ние сме подобри, они се полоши и така натаму. Тоа што ние го збориме, го правиме дека разликата е квалитативна, дека постои друг начин на политичко здружување, кој не мора да биде преку партија, затоа што знаеме на кој начин партиите корумпираат, на кој начин може да бидат кооптирани, колку се таму парите влезени длабоко нели во партија е во основа кариера. Тоа што ние го заговараме е политика без кариера од политика. Политика на обични граѓани и тоа се пресликува на таа платформа. Последното прашање, бидејќи толку имаме и време, а за ова би може... Штета. Ама и ќе се навратиме. Има уште прилики. Последното прашање, овој модел бара и нов начин на комуникација. Очигледно, ставот дека медиумите не во Македонија, туку сегде во капитализмот се корумпирани, бидејќи се и тие бизнис модели, и тие се дел од неолибералниот свет. И ја морам да направам реклами, кои ќе се одјавиме, ќе има реклами до вестите. Ние најдобро знаеме, да. Кој е новиот начин на кој ќе комуницирате за да граѓаните во таа хоризонтална демократија со директна вклученост ги анимирате? Пак, јас за техники не би сакал сега тука да дискутирам, нели, да не се добие впечаток дека сега јас некаков пропагандист или спин доктор сум, затоа што верувам во идеалите на ова ствари, верувам во вредностите на искрена комуникација и транспарентност. Меѓутоа, исто така, јас не сум поборник нели на дипломатски или на многу технички жаргони. Мислам дека треба да се зборува на јазикот на кој што зборат луѓето. За пример можам да ги дам поинаку од Битола, тие се исто локална политичка група, не политичка партија, функционираат на малку различен начин од нас, меѓутоа во нивната комуникација се зборува на битолски дијалект и тоа е толку симпатично и толку тоа е... А и практично е, бидејќи се однесува на битолчани, да, затоа што со тоа се гледа и тоа они не го глумат, они се стварно обични граѓани, како што сме и ние овдека и како што треба апсолутно да бидат сите кои што се инволвирани во политика. Ако ние сме вклучени во актот на гласање, тогаш сме ние политички актери. Тогаш зашто не би смеле да биде, зашто не би требало да бидеме вклучени или да се срамиме од некакво вклучување на друг начин кој што би било поефективно. Адресата на Мој град? Мојград.мк. Мојград.мк од денеска уште ќе почнеме го следиме и да видиме, баш ме интересира неделава што ќе има таму. За 10 дена Мој град веќе има неколку илјади корисници со предлози кои што имаат стотици гласови поддршка. Ние искрено не очекувавме дека за волку кратко време ќе добие толку. Меѓутоа тоа само покажува колкав е гладот меѓу луѓето за нешто поинакво. Иво Василков нема да бидеш единствениот кој што ќе те викаме на оваа тема, бидејќи ќе има и други луѓе од целото движење кои предпоставам ќе треба да го репрезентираат што повеќе луѓе да свртиме и така. Ќе ги загрозите партискиве интереси, тоа сум сигурен дека ќе има луѓе кои ќе се загрижат заради овие инициативи. Тоа не е целта. Доктор Иво Василков, благодарам за овој инспиративен разговор.